Мој следен соговорник е Сашо Јовановски, извршен директор на Data Lab Македонија. Поводот за неговото гостување е денот кога се одржува изборите во Бугарија, токму тој беше во Софија, на денот на изборите. Како тече еден изборен ден во Бугарија? Да, многу интересно чувство, многу интересни импресии од Бугарија, затоа што кога тргнав на денот, знаем дека е ден на избори, кога тргнавме со колегите кон Софија, имав одредени предрасуди што таму ме очекува. Предрасудите ми беа врз основа на тоа што се случува во Македонија кога имаме избори, и имав прилика да бидам дел од изборна приказна во други држави, например во Албанија, каде што пред некои 6 години бев во бункерот на Државната изборна комисија кога се броја резултатите. Така да притисокот, нервозата, сето она што се случува околу изборите во Македонија и Албанија, го очекував да го видам и во Бугарија. Затоа кога влеговме во Софија, решивме да го обиколиме градот, да не поминеме ни центар на градот, токму избегнувајќи ги потенцијалните славења низ улиците, бидејќи влеговме во Софија некаде 8:30-9, така да очекував дека е така хаотично во градот. Меѓутоа апсолутно ништо не се приметуваше, немаше никаква реакција, по ништо не можеше човек да примети дека баш тој ден се изборите. Сакав да видам како ќе го медиумите пропратат целиот изборен процес и се залепив за телевизорот, очекувајќи ги циркусите кои што се случуваат барем кај нас, посебно на денот на изборите. Меѓутоа, шок. Централната емисија на БТВ, мислам дека се вика првата програма бугарска, организирана во свечана сала, прекрасно уредена, водителите во вечерни тоалети, смирена атмосфера, многу симпатично ги презентира резултатите. Не видов ни до 12 ја гледав емисијата, бев залепен за телевизорот. Немаше лоши коментари, немаше политичари кои што врескаат, обвинуваат за кражби, кои што прават некаква драматика од изборите, него сето тоа беше во некоја многу така релаксирана и убава атмосфера. Во дел од емисијата, некаде околу 10-10:30, БТВ ги представи главните учесници на кампањата, ги представи во едно многу природно светло. Какви луѓе се, какви комшии се, што милиничиња чуваат, децата кои им се, кај им се, така натака. Многу личен впечаток. Ги немате страшните црнила кои што се слушаат кај нас, посебно на денот на изборите, а и вака по секој ден ги слушаме. Така да, сосема различно од она што го очекував. Сосема различно. Бугарија се европеизираше внатрешно? Вие велите заживеела демократијата во Бугарија? Да, токму тоа се чувствува. Токму тоа се чувствува. Се чувствува дека изборите не е да се биде или да не се биде. Изборите се дел од животот. Многу коректно, сите политичари кои се појавија на пресконференции во текот на ноќта, многу коректно, со заблагодарување, со убави зборови и така натака, многу коректно ги завршија изјавите вечерта. Целата ситуација беше многу демократска, многу убава. Може ли да направите, бидејќи знам дека сте имале можности пред неколку години да партиципирате или да учествувате во организацијата на изборите во Македонија? Може да направите некаква компарација на изборниот процес тука кај нас и во Бугарија? Колку сме блиску или далеку? Да, бев дел од екипа која што со деловен софтвер ги покриваше и се уште ги покрива изборите во неколку соседни држави, така да имав прилика и одблизу да видам како тоа функционира. Немате тука преголеми разлики. Разликите се во ситниците кои што го прават животот. Кои се тие ситници? Ако во Македонија членовите на општинските изборни комисии
А откако ќе ги пребројат резултатите, трчат да ги јават резултатите во партијата, па кога ќе потврда дека им е јавено, дека се е окей, дури тогаш ги пополнуваат информациите на официјалниот сајт. Затоа, ако сте забележале, резултатите на ДИК во Македонија доцнат визави резултатите од партиите. Ради тоа, ради таа некултура, да кажеме, на тие што учествуваат директно во изборите. Во Бугарија тоа го немате. Имате само еден извор на информација. БТВ дава официјални информации врз основ на резултатите на нивното ДИК и врз основа на маркетичка куќа која што прави паралелно гласање. И тоа е тоа. Имате една вистина во приказната. Тоа што фасцинира е нивниот однос кон политиката. Не се служат со обвинувања, со оцрнувања, со црнила приказни, туку едноставно и прецизно зборат за своите идеи што како да ја направат Бугарија подобро место за живење. Позитивна кампања од исклучителни млади луѓе. Сабота избори во Бугарија, недела избори имавме кај нас во Македонија. Тука се огромни разлики. Тука се веќе огромни разлики. Се уште начинот на комуникација, начинот на кој што се изразуваат нашите политичари, заликува повеќе на некое друго време, на некој друг век. Во Бугарија, тоа што успеав да го чујам, посебно од двајцата млади господа кои што на овие избори практично се од никаде излезени и стана прва водечка сила во Бугарија, видов исклучително коректна комуникација. Комуникација преку која они известуваат за своите идеи, за својот начин на водење на политиката, што сака да постигнат во наредните 4 години. Не се бават со претходниците, иако нивниот успех е токму заради исклучително лошите резултати на гарнитурите што биле пред нив. Бугарскиот народ е многу незадоволен од своите политичари, што е добро. И затоа се раѓаат нови сили, прво со Слави Трифунов, мислам дека беше неговата партија, сега младиве господа од Харвард, кои што од никаде изникнуваат. Бугарскиот народ дошол на тоа демократско ниво да штом ќе добие подобра понуда, не размислува за последиците. Него се решава да ја проба новата опција. Каде ја грешат работата македонските политичари? Тоа што јас го гледам кај нас себе како граѓанин на општество, не сум политички активен, се бавиме со тривијални теми. Не се бавиме со иднината, не се бавиме со проектите, не се бавиме со подобрување на нашиот живот, се бавиме со обвинувања и со црнила за тоа кој бил полош пред 10, пред 15, пред 20 години. Свртени сме кон минатото, не кон иднината. Тоа што успеав да го видам кој овие двајца млади господа, кои што победија на изборите во Бугарија, е токму тоа, комплетно се свртени кон иднината, низ збор кон минатото. Тоа навистина фасцинира. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас.